Државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски поднесе неотповиклива оставка непосредно пред почетокот на собраниската седница за негово разрешување. Тој оцени дека постапката е политички мотивирана и спротивна на законот за јавно обвинителство, бидејќи не му бил доставен образложен предлог, ниту е утврдена дисциплинска повреда. Коцевски нагласи дека Советот на јавни обвинители дал негативно мислење и предупреди на опасен преседан и политички притисоци врз правосудството. Оставката е доставена до председателот на собранието и ќе биде констатирана. Председателката Гордана Силјановска-Давкова информираше дека го примила новоименуваниот амбасадор на Народна демократска република Алжир, Абделмаџид Наамун, со седиште во Букурешт. Таа оцени дека неговото именување е уште една потврда за добрите односи меѓу Македонија и Алжир, засновани на заемно разбирање и почит. Силјановска-Давкова изрази уверување дека професионалниот ангажман на амбасадорот ќе придонесе за продлабочување на соработката, а во разговорот било нагласено дека воспоставување правна рамка и размена на посети на највисоко ниво ќе ја зајакнат билатералната и мултилатералната соработка. Државниот завод за ревизија утврди сериозни неправилности во финансиското работење на Државната лотарија на Македонија за 2024 година, со сомнежи за злоупотреба на готовински средства и незаконско работење со благајната и сметките. Ревизорите откриле дека дневниот пазар не бил редовно уплаќан, дека аванси за добивки биле исплаќани без валидна документација и спротивно на процедурите, како и разлики во фондот за добивки кај инстант лотаријата. Забележани се и енормни трошоци за маркетинг, фиктивни договори за дело, неправилности со службени патувања, закупи и репрезентација. Според Државниот завод за ревизија, дел од јавните средства биле трошени нерационално и незаконски. Откупот на тутунот се одвива интензивно и досега се преземени околу 11.370 тони, односно половина од годинашната реколта која се проценува на 22.000 тони. Просечната откупна цена изнесува 419,86 денари за килограм, а тутунот најчесто се класифицира во прва класа. Отворени се сите 337 ваги во земјава, компаниите откупуваат без одбитоци, а исплатата се врши за 2 до 3 дена. Според Сојузот на земјоделските здруженија, поголемиот дел од родот ќе биде откупен до Нова година, додека влажниот тутун ќе се преземе по празниците. Тутунарите бараат повисоки цени поради зголемени трошоци. Царинските услуги во Македонија ќе се модернизираат со финансиска поддршка од Република Кореја преку нов систем за податочен склад и анализа на ризик, вреден 4,75 милиони евра. Системот, кој денеска беше промовиран во Царинската управа, ќе овозможи понапредна анализа на ризици, подобра обработка на податоци и зголемена ефикасност во царинското работење. За неговите придобивки говорија директорот на Царинската управа Бобан Николовски и директорот на Царинскиот сервис на Република Кореја, Ли Мион Ку, во присуство на представници од двете држави. Српскиот председател Александар Вучик се осврна на одлуката на Џаред Кушнер да се повлече од проектот за изградба на хотел Трамп, на локацијата на Генералштабот во Белград. Вучик изјави дека со тоа Србија останала без значајна странска инвестиција и оти проектот бил спречен поради кампања која, според него, создала негативна клима за инвеститорите. Тој повтори дека не гледа елементи на корупција во целиот процес и најави дека институциите ќе постапуваат доколку се утврдат злоупотреби. Според Вучик, пропуштена е важна можност за развој и зајакнување на економијата. Детски психијатар од Осијек е уапсен и приведен во притвор по завршување на кривичната истрага, соопшти полицијата. Според наводите, тој во периодот од 2016 до 2019 година ја злоупотребил својата службена положба и недолично се однесувал кон 4 малолетни пациенти, на кои им нудел и дрога. Истрагата утврдила дека во подолг период им давал дрога и на возрастни лица од неговиот круг на познаници. При претрес на неговиот дом и работен простор била пронајдена и запленета поголема количина различни наркотични средства. Против него се поднесени обвиненија за повеќе тешки кривични дела. Унгарскиот премиер Виктор Орбан изрази резерви кон предлогот на Европската унија за заедничко задолжување со цел покривање на воените трошоци во Украина. Тој оцени дека ваквиот пристап може да создаде долгорочни финансиски обврски што ќе ги носат идните генерации. Според Орбан, дури и државите кои не се согласуваат со заемот би биле вклучени во неговата отплата со децении. Тој смета дека предложеното решение не придонесува за брз крај на војната и може да отвори сериозни финансиски и политички последици за земјите членки, вклучително и за Унгарија. Украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека Украина очекува јасна и долгорочна поддршка од Соединетите Американски држави, оценувајќи дека американската помош е од клучно значење за одбраната и за постигнување одржлив мир. Тој нагласи дека Киев смета на континуирана воена, финансиска и политичка поддршка, како и на притисок врз Русија доколку одбие дипломатско решение. Зеленски истакна дека Украина е подготвена за преговори, но само со почитување на суверенитетот и територијалниот интегритет, со јасни безбедносни гаранции.
Тој додаде дека партнерството со САД е важно и за идната реконструкција и стабилност на земјата. Портпаролот на Кремљ Дмитрий Песков изјави дека Русија се залага за траен мир, а не за краткорочно примирие кое, според Москва, би овозможило пауза на Украина за продолжување на војната. Тој нагласи дека Русија ќе учествува во разговори само доколку постои искрена намера за постигнување долгорочен договор. Песков оцени дека краткорочните и неодржливи решенија не се прифатливи и додаде дека руската позиција е јасна и позната на САД и Украина. Според него, целта на Москва е запирање на војната и обезбедување стабилен мир во Европа. Цената на американската нафта падна под $57 за барел, што е најниско ниво од февруари 2021 година. Падот доаѓа во услови на слаба трговија пред празниците, с големен оптимизам околу можен договор за прекин на војната во Украина и мешани економски сигнали од Кина. Потенцијален договор би можел да го олесни извозот на руска нафта и дополнително да го засили веќе добро снабдениот пазар. Аналитичарите предупредуваат дека понудата ја надминува побарувачката и дека нафтата веројатно ќе ја заврши годината со загуба и покрај геополитичките ризици кои се уште создаваат неизвестност. Тајландското министерство за надворешни работи соопшти дека Камбоџа треба прва да објави прекин на огнот во граничниот конфликт меѓу двете земји, во кој за 10 дена загинаа најмалку 32 лица, а околу 800.000 луѓе беа евакуирани. Тајланд ја обвинува Камбоџа за агресија и поставува 3 услови: примирието да биде јавно прогласено, да се почитува и Камбоџа да соработува во деминирањето на граничните области. И покрај најавите за посредување од САД, борбите продолжија, а за 22 декември е закажан состанок на АСЕАН со цел да се најде дипломатско решение. Силно невреме со екстремни налети на ветер ја урна 35-метарската реплика на статуата на слободата во градот Гуаиба, во јужен Бразил, во близина на Порто Алегре, иако снимките од уривањето се драматични. Надлежните потврдија дека нема повредени лица. Налетите на ветер надминале 90 км на час, а претходно било издадено црвено метеоролошко предупредување. Компанијата Хаван, која ја постави статуата во 2020 година, соопшти дека објектот бил изграден според сите безбедносни стандарди и најави истрага за причините. Уривањето е дел од пошироките последици од бурата што предизвика поплави и материјална штета во регионот. Дубај постави нов светски рекорд на пазарот на недвижности, продавајќи го најскапиот пентхаус на Блискиот Исток за 550 милиони дирхами или околу 150 милиони долари во ексклузивниот комплекс Bugatti Residence. Цената по квадратен метар достигна околу 27.000 евра, бројка што за многумина значи незамисливо. Ултралуксузниот пентхаус од над 4300 квадратни метри е дел од првиот стамбен комплекс во светот под брендот Bugatti, символ на ексклузивност, приватност и врвен дизајн. Во истиот комплекс станови купиле и светски ѕвезди, што дополнително ја зацврстува позицијата на Дубај како глобален центар на луксузот. А каква е ситуацијата во Македонија? Во Скопје цените на становите во последните години значително пораснаа. Просечната цена по квадратен метар се движи меѓу 1600 и 1800 евра, а во најатрактивните зони надминува и над 3000 евра. Иако далеку пониски од Дубај, за македонскиот стандард овие цени се потешко достижни. Просечната плата во Македонија изнесува 720 евра. Тоа значи дека за стан од 60 квадрати во Скопје на едно семејство му се потребни десетици годишни плати или долгогодишен кредит, за разлика од Дубај, каде луксузните недвижности се наменети за глобалната елита, кај нас и обичниот стан станува луксуз. Цените растат побрзо од платите, а тоа создава јаз меѓу реалниот животен стандард и пазарот на недвижности, предупредуваат економските аналитичари. Додека Дубај продава луксузност за светската елита, Македонија се соочува со пазар каде цените не одговараат на заработувачката на граѓаните. Дали ова диспропорција е само одраз на глобалните разлики во економската моќ или е сигнал за подлабоки проблеми како што е корупција и вложување на нечисти пари во недвижности?